Dnevno kočanskite požarnikari gasnat po najmalko jeden požar na otvoreno. Samo od početok od na juli dosega je intervenirano vo 27 požari, od koji duri 20 se šumski. Kada što najčesto se работи za požaruvanje na strništa, na suva vegetacija, međutim, kako rezultat na nevниманието, znači na човечкиот фактор, често пъти се случва да имаме проширување нови пожари на останатите површини кои што или се не сложнати со žitne kulture ili pak dođe do zafatijenja na određeni objekti. Identično je i vo Češinovo Obleševo kada sezonatana žetva osvena zemjodelci te im donese mnogo работа i na požarnikarite. Значи 10 интервенции во текот на овој месец имаме само на територијата на Чешиново Облешево со пожарна површина од некаде 25 хектари. Како карактеристични би ги навел интервенциите што ги имавме во село Теранци пред 4-5 дена. И ова последната што ни беше во текот на вчерашниот ден, каде што имавме зафатна површина од 12 хектари, кај село Бања и село Спанчево. Slično kako vo Kočani, i vo Štip, reči si i da nema den da ne se gasne požar. Najmnogu rabota štipskite požarnikari ima pre 3-4 dena koga se gasneše golem šumski požar vo pravec na Brана Tamантово. Пожарени се некаде околу 20 хектари, ниско стеблеста шума и покрај апелите секојдневно кои ги даваме и ние и вие како телевизија и од полицијата, причината за пожарот е човечки фактор. Ovo уште еднаш го потврди правилото дека навиките на земјоделците не ги менува ништо, ниту апелите, ниту казните. Страништата и сувата трева се палат и понатаму, а последиците ги санираат пожарникарите. Во меѓувреме мешовитите патроли и понатаму се на терен со флаери и укажувања дека казните за палење на страништа се и до 1000 евра. Но се додека некој овие пари навистина не ги плати, тешко дека нешто на терен реално ќе се смени.